представници на локалните власти, членови на Советот, представници на сите советнички групи, од мнозинството, ВМРО, ДПМНЕ, ВЛЕН, знам независни советници, представници на опозицијата, поштувани представници на Сдруженија на граѓани, невладениот сектор, директори на јавни установи и институции во општина Куманово, поштувани представници на медиумите, поштувани дами и господа. Куманово продолжува да се менува. Ова не е слоган, ова е завет. Ова е слика од секојдневието во Куманово, кое заедно го изградивме во побезбеден, поурбан, помодерен, попристапен град за сите негови жители. Град во кој децата имаат каде да се дружат и спортуваат, учениците имаат се подостоинствени услови за образование, возрастните имаат подобри услови за живот и за работа, а сите заедно градиме инклузивна општина која ќе биде пристоен дом за секој нејзин жител. Кога пред 8 години ја добив честа да ја водам најголемата општина во Македонија, си ветив пред себе, а и пред сите вас дека ќе го направиме Куманово поубаво и подобро место за живење. Ама не само со зборови и букви во програмата, туку со конкретни дела, со видливи резултати и реализација на сериозни проекти. Со реконструирани улици, со инфраструктурни зафати, со уредени паркови и детски игралишта, со јавен превоз кој чини 0 денари, со нови инвестиции и работни места, со засадени дрвја, со енергетско ефикасни објекти, со спортска сала што мириса на нов паркет и со нови надежи за нашиот град и нашите граѓани. Поштувани сограѓани, гор сум што денеска пред вас можам да го презентирам отчетот за сработеното во општина Куманово во изминатите 4 години, но при тоа да напоменам и за предходните 4. Отчет кој се темели на 3 столба: напорна работа, конкретни и видливи резултати и искрен човечки пристап кон сите граѓани, при тоа не делејќи ги истите у ниту една основа. Ке почнам со она што го чувствував секој ден и секој од нас, а тоа е семејниот буџет, каде секој денар значи. Куманово е единствената општина во државата што воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на сите линии и низ цела територија на општина Куманово. Оваа мерка не е само економско, туку е инклузивна, затоа што сега секој жител на Куманово има еднакви услови за користење на јавниот превоз. Особено сум горд што оваа мерка беше воведена со апсолутна подршка и консензус во Советот на општина Куманово. Подршка за секој ученик кој доаѓа од периферија, за секој пензионер кој мора да оди на лекар, за работникот кој гради и предонесува, за младите кои се нашата иднина, но секако помош и за кумановското стопанство. Го вративме и го враќаме сјајот на објектите и локалитетите кои што се символ на нашиот град и секојдневното живење во него, по кој е препознатливо наше Куманово. Спортската сала доби целосно нов лик. Заменети се покривот, фасадата, поставен е професионален под согласно сите стандарди на ФИБА, модерно озвучување, семафори, медиумски систем, осветлување, нови спортски реквизити, реконструирани собликувални, доизградени нови, создадени услови за отварање на нова спортска стрелана во градот и уште многу елементи од самиот објект, кој што за жал беше една наша гордост, а беше оставен на завод на времето да пропаѓа и пропаѓа од година во година се повеќе. Почнуваме со работа и на култната Соколана. И онаа што некогаш беа само празни зборови, дека овој објект ќе се реконструира. Ние го реконструираме. Која повторно мора и ќе биде нашата гордост и гордоста на градот и се надевам дека еден ден ќе имаме можност, особено на нашите родители,
со една голема енергија, во најмала смисла и буквална смисла на зборот да им организираме едно матине како во старите добри времења. Соколанскиот парк веќе доби целосно нов лик, со нова урбана опрема, фонтани, нови игралишта, во целост реконструиран. Нашиот најстар парк, градскиот парк, таму каде што нашите дедовци и баби ги садеа оние тополи, за жал кои што беа исечени, денеска стана едно вистинско катче за рекреација на сите кумановчани, со нови тартен и велосипедски подлоги, патеки, најдолгата трим патека во државата, реконструирано спортско игралиште, нова урбана опрема, а дополнително следува и монтажа на смарт опремата. Ги засукаваме ракавите и започнаме темелна реконструкција на плоштадот Маршал Тито. Тоа е лицето на градот, кое што добива нов изглед со замена на подната површина, канделаврите, урбаната опрема и дополнително опремување. Овие места не се само метри квадратни јавни површини, тие се кислород за градскиот живот. Таму растат нашите деца, се дружат и спортуваат младите, се релаксираат возрастните, одмараат нашите родители, дедовци и баби. Една од главните цели што си ги поставиме заедно со мојот тим, со мнозинството во Советот, е секој жител, без разлика во кој дел од општината живее, да има пристојни услови за живот. Срамно е во 21. век да имаме места без основна и елементарна инфраструктура. А верувајте ми, ги има повеќе од потребно, над 300 километри дополнителна инфраструктура, која што мора да биде изградена еден ден во целост во нашиот град. И токму затоа еден од нашите главни фокуси беше инфраструктура и една инфраструктурна ренесанса во градот. Бројките се сојузник на вредните, а на непријател на мрзливите, на негативните критичари, кои што освен критика не знаат ништо повеќе. Па затоа пред вас, драги пријатели, ќе ги споменам најважните. Над 13.500 метри атмосферска и фекална канализација, повеќе од 4.800 метра нова водоводна дистрибутивна мрежа, 175.000 метри квадратни нови асфалтни површини со реконструкции и изградби на нови улици и патишта, 78.000 метри квадратни бекатонирани површини, улички, пристапни патеки за секојдневното движење на граѓаните. Над 2700 метри гасоводна мрежа со повеќе од 5 милиони метри кубни дистрибуиран газ, рекордер по дистрибуција на газ на локално ниво во државата. Тука ќе ги споменам и двата нови кружни токови и дополнително третиот кој што е во тек на изведба. На крстосницата помеѓу улица Гоце Делчев, Бајрам Шабани и булевар Трета македонска ударна бригада, или популарно нареченаниот локалитет Серава, и оној на спојот на Третата македонска ударна бригада и Октомвриска револуција. Третиот е веќе во тек на изведба на улица Доне Божинов, кој што ќе овозможи и дополнително пробивање на булеварот Октомвриска револуција и негова конекција со стариот градски парк. Овие зафати придонесоа да се растерети сообраќајниот медеж во градот и побрзо и побезбедно да се стигнува од точка А до точка Б на секој наш граѓанин. Почитувани, град без економија е како театар без публика. Затоа индустриската зона Новини и Речици, кое што во минатото беше единствено земјоделско земјиште, ја претвориме во жив организам, што привлекува инвестиции, а до овој момент ги имаме вкупно 7. Се гради најголемата инвестиција во државата во една општина. Тоа е инвестицијата, дистрибутивниот центар и најголемиот логистички центар на овој дел на Балканот на реномираната компанија Lidl, со планирани над 150 нови вработувања
И тоа не е само бројка. Тоа се над 150 плати повеќе и над 150 задоволни семејства во градот. Семејства кои што својата иднина ќе ја гледаат тука и заедно со нас ќе го градат и Куманово и Македонија. А за фирмите, домашни и странски, да изберат да инвестираат тука, мора да имаме функционални јавни услуги и треба да работиме многу на тој план. Затоа се обидуваме да ја подобруваме кондицијата на јавните предпријатија, кои што со деценија се финансиски наследени и заглавени. Преку издржани и континуирани инвестиции од страна на општината во истите. Преку проектот за подобрување на општинските услуги обезбедивме вкупно 12 специјализирани возила со опрема и механизација за сите наши јавни предпријатија. Ова опрема им помага да функционираат поефикасно и да обезбедат поквалитетни услуги и за граѓаните и за бизнис секторот. Младите се нашата иднина. За нив вреди да се бориме, бидејќи без нив нема да имаме ниту иднина, ниту град, а ниту држава. Тоа е уште еден од столбовите на нашата работа како локална самоуправа. Подобри услови за посретни деца, позадоволни родители и посветла иднина за сите. Реализираме над 140 проекти во воспитно-образовниот процес. Во училиштата, каде се образуваат и воспитуваат токму тие најмладите нашите деца. Инвестираме во подобрување на енергетската ефикасност, во реконструкција на спортски сали, набавка на нова опрема, неопходна за квалитетен образовен процес во основните и во средните училишта, во централните и во подрачните училишта, затоа што сите деца заслужуваат ист третман и исти услови. Во 6 училишта изградивме мултифункционални спортски игралишта, а 8 населби добија нови детски качи. Во минато заминаа старите чумбиња кои што ги наследивме пред некаде 8 години. Денеска во сите основни и средни училишта се затоплуваме на друг начин и продолжуваме, не застануваме тука. Бидејќи инвестициите во образованието се неопходни. Токму оние кои што секојдневно ги губиме, а тоа се учениците, а за жал оваа година ни недостасуваат 60 во упис во прво оделение, ќе мораме посветено да работиме сите, да го зголемуваме личниот и индивидуалниот капацитет, за да создадеме услови и во иднина некој по нас да се грижи за иднината на нашиот град и нашата држава. Мојот сон е Куманово чист град. И тука имаме сериозни проблеми. Чисти улици, чисти паркови, чист воздух. Секој каче од градот да биде символ за хигиената и грижа. Ова е проект на кој треба да работиме сите заедно, од прв до последен, затоа што Куманово е наш заеднички град. И сето онаа што го градиме, да се обидеме да го сочуваме и да трае што подолго. Во изминатите 4 години засадивме над 10.000 садници. Расчистени се повеќе од 50 диви депони. Во континуитет 3 години поред се чистеше речното корито во градот. Борбата за чист град и здрава животна средина се води секој ден и така и ќе продолжиме во иднина. Но верувајте ми, ние од светот на политиката тоа не можеме да го сториме сами. За такво нешто ни е потребна солидарност на граѓаните, а првенствено пред се една граѓанска одговорност и дисциплина. Културата и спортот се духот на еден град, на една општина. Затоа за овие 4 години општина Куманово подржа повеќе од 100 културни настани и застана зад финансирање на 50 спортски клубови и спортски активности во организација на Општинскиот сојуз на спортови на градот, за кој што сме едни од ретките во државата кои што го имаат согласно законот и подеднакво во рамки на големината на клубот ги подржуваме финансиски сите. Секако во рамки на финансиските можности на општината. Една од последните работи што ќе ги споменам,
а исклучително важна е градењето инклузивно општество, каде секој поединац има еднакви шанси и можности. Една од првите мерки што ги презедовме е отварање на народна кујна во соработка со училишниот дом професор Мијалковиќ. Дополнително субвенционираме млади брачни парови кои што им е потребно средства за да рентаат на месечно ниво семеен дом. Семејства без родители. Дополнително финансиски подржуваме слојна група на наши сограѓани кои што доаѓаат од социјално ниските сфери, со плаќање на јавните давачки во делот на потрошена вода и ѓубрарина на месечно ниво. И уште многу социјални трансфери кои што ги нема во ниту една друга општина во државата. Подржуваме многу проекти реализирани од граѓански организации, посветени на лица со попреченост, на ранливите категории на наши сограѓани, бидејќи и тие се дел од нас и мора да се покаже одговорност и грижа за истите. Јас секогаш сум се водел од принципот на искреност, отвореност и непосредна комуникација со сите. Токму така работи и општина Куманово во изминатите 8 години. Ако на почеток во првиот мандат приемниот ден беше секој четвртак и се сеќавате дека се создаваа колони на народ, а тоа покажуваше дека нашите сограѓани имаат сериозни и лични и заеднички проблеми. Денеска приемниот ден во општината е секојдневно. Вратата и на градоначалникот и на многу луѓе одговорни во службата во континуитет е отворена. Нашата општина има индекс на активна транспарентност од 97%, со што е признаена меѓу институциите на државно ниво со највисоко ниво на транспарентност. Нема зошто да се надмудруваме и да преувеличуваме, затоа што граѓаните ќе го препознаат тоа. Тоа не го велиме самите за себе си, тоа го тврдат релевантни институции кои што вршат вакви истражувања. Иако локалните избори се приближуваат, ние не застануваме со работа. Општина Куманово аплицираше на вториот владин повик за средства од унгарскиот кредит со вкупно 27 проекти тешки над 13 милиони евра. И морам да напоменам дека ова е прв пат во историјата на овој град да се случи општината да добие грант средства во таков износ како директна помош од владата на Македонија. И самите сме сведоци дека Куманово се работи плански, стратешки и секојдневно. Дупките се големи, но ве уверувам дека ќе ги закрпиме сите. За тоа што не се вождело грижа со децени, не може да се реши во краток временски период, но нашата работа како одговорни лица, избрани од страна на граѓаните, проблемите ги имало и ќе ги има, но наша обврска е да го намалиме нивниот број и да решиме што поголем проблеми на граѓаните. Почитувани присутни, овие 4 години беа период на многу работа и голем број реализирани проекти. Не велам дека нема грешки. Никој не е безгрешен, барем не оној што работи искрено и секојдневно посветено. Јас сум свесен дека треба да се направат уште многу работи за наше Куманово, да биде модерен и европски град, еден ден таков да го предадеме на следните генерации. Но воедно сум сигурен, Куманово денеска е посреден, поорганизиран, поизграден од пред 4 години. Куманово денеска е посплотено како заедница, како една мултиетничка средина во која што подеднакво живеат сите наши граѓани заедно. И треба да продолжиме заедно да го градиме како таков. Во ова се вградија многу луѓе. Затоа сакам пред се да им се заблагодарам на граѓаните на трпението, довербата и продуктивните критики кои што доаѓаат секојдневно.
на државните институции и на владата за партнерството и поддршката, секако на мојот тим за посветеноста и професионалноста и пред се на председателката на Советот, членовите на Советот и сите советници кои што припаѓаат во мнозинството на Советот, а воедно исто така и на позитивните критики кои што доаѓаат од адреса на опозицијата. Овој отчет не е мој, ова е наш заеднички отчет на сите што живеат во нашата општина. Тој е доказ дека заедно, со напорна работа и искрена посветеност, може да направиме многу. И во едно нешто сум сигурен. Куманово дефинитивно ќе продолжиме да го менуваме со уште поголемо темпо. Во оваа прилика сакам да ви информирам и за сите тековни проекти кои што во моментов се реализираат во нашата општина. Се работи активно на изградба на цела инфраструктура, еден мини град во новата индустријска размена зона Новини и Речица, со поставување на комплетна подземна, а тоа се атмосферска, фекална и водоводна мрежа и дополнително надземна инфраструктура, изградба на тротоари, комплетен уличен систем, природни улици, тротоари и јавно осветлување на ова огромна површина од 60 хектари земјиште, кое што во минатото, како што кажав предходно, беше земјоделско земјиште, а денеска е една или можеби најатрактивната индустријска размена зона, која што ја нуди државата, а првенствено е во собственост на граѓаните на општина Куманово. Асфалтирање на 6 улици во село Речица, асфалтирање на улица 2002 со краци 1, 2 и 4 од дел од улица Веселин Вуевски, реконструкција на улица Карл Маркс или локалитетот Орта Бунар, асфалтирање на улица 180 и 147 и 170 во населба Карапош, изградба на секундарна дистрибутивна мрежа и спојување конечно на старата индустријска зона Доброшане и нејзина конекција со газ. Изградба на тротоари од јавно предпријатие Чистота и зеленила до градскиот стадион. Изградба на новата улица 100 од улица Моша Пиоде до Октомвријска револуција. Асфалтирање на улица 1 позади улица Амној, реконструкција на водоводна мрежа на улица Моша Пијаде, поната мощна нејзина целосна реконструкција со нови тротоари, комплетно нова инфраструктура и нови места за паркирање, реконструкција втора фаза на малиот плоштад и конечно негово завршување, а воедно сакам да ви информирам и за сите проекти кои што се одобрени согласно нашата апликација на унгарскиот кредит, за кои што од страна на владата се обезбедени финансиски средства, имаме добиена согласност и веќе имаме отворено постапки за најголем број од нив за спроведување на тендерски постапки и избор на изведувач, каде што во следниот период ќе следува реализација на вкупно 27 капитални инвестиции и реализација на капитални проекти во нашиот градот, кои што сега сакам во оваа прилика да ги напоменам. Реконструкција на улица 425 во населба Иго Тричковиќ. Изградба на улици 722, 723, 716 во местна заедница Перо Чичо, локалитет Главно поле. Улица 716 и 719, 717 и 725 исто така во Перо Чичо, една од најновите населби во градот, локација Главно поле. Изградба на улица Авној со 4 крака, реконструкција на дел од улица 600 од Кумановска бања до урбана единица Перлинци. Тоа е оној дел за кој што некои го цртаат во континуитет, а не знаат сушност дека не е собственост на општина Куманово и нудат одредени решенија. Таму каде што сите ние поминавме нашата младост, а тоа е улицата со некогашниот наш градски базен, кој што за жалено таква состојба каква што е, ниту имотната состојба не му се знае чија е. Изградба на гасоводна мрежа со траса од улица 11 ноември до основно училиште Толи Зордамис, улица Амној, со Видео Смилевски бато, дел од улица Народна револуција, улица Доне Божинов до населба Карпош, улица Тоде Думба, улица Никола Тесна
улица Драган Стопаровиќ, се со цел не само да ги поврзиме и конектираме сите јавни установи и да ги снабдуваме со газ, туку и да дадеме можност на што поголем број на домаќинства да го користат овој реагенс, а со тоа да имаат и дополнителен финансиски бенефит во секое семејство. Изградба на гасоводна мрежа на улица Горно Милановачка и улица Вареждинска, реконструкција на улица Индустријска. Фаза партерно уредување, реконструкција на спортска сала и изградба на систем за грејење и ладење, со што овој проект во целост ќе биде завршен. Некои велеа ја градат спортската сала 4 години. Сакам да напоменам дека Борис Трајковски со државни пари се градеше 13. Арена Белград се градеше повеќе од 20 години. Кумановчани со собствени сили и собствени пари, со гордост можам да кажам, за 4 години ја реконструира една од најголемите спортски сали и во моментов имаме најубава спортска сала, не според собствените тврдења, туку според тврдењата на представниците од ФИБА, кои што го организира последниот настан на Младинската олимпијада во Македонија. Изградба фаза електрика, фотоволтаици, реконструкција, односно изградба на фотоволтаичен систем на истата таа спортска сала, реконструкција на дел од домот за стари лица Зафир Сајта, изградба на детска градинка во населба Гоце Делчев Зелен Рид, која што ќе ги задоволи потребите на моментално потребните капацитети кои што ги немаме за жал на територија на нашата општина. Реконструкција на дел од улица 715 во населба Главно поле, реконструкција на дел од улица Благоја Думановски во населба Перочичо, изградба на нов мост или прв мост после 40 години во општина Куманово на Крива река во село Довезенци. Реконструкција на улица Киро Фетак и крак од улица Киро Фетак. Реконструкција на дел од улица Веселин Вујовски и Карадачки одреди со есперанто. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски, реконструкција на улица Бајрам Шабани, конечно цела нејзина реконструкција, реконструкција на градска капела на градските гробишта, реконструкција на водоводна мрежа на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица 4 јули, реконструкција на фекална канализација на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев и улица Сава Ковачевиќ се до центарот на градот, основен проект за реконструкција на основно училиште Кочо Рацин во комплетна реконструкција на ова основно училиште и најголемо основно училиште на територија на нашиот град, реконструкција на училиштето Вера Которка во село Клечовце, реконструкција на локален пат од крстосување со постоечкиот пат Куманово село Пчиња, па се до село Романовце, и тоа е оној пат кој што сите го користат, за жал кога сакаат да избегнат патарината и да не ја платат, но е неопходен на градот. И сосема на крај, сакам да напоменам дека особено сум горд дека оваа локална власт, начело со мене и со поддршка на коалицијските партнери, конечно обезбеди инвестиција за изградба на ново училиште на територија на општина Куманово, средно училиште за учениците од сами фрашери, кои што во моментов се уште веќе повеќе од 15 години одржуваат настава во поранешната ЗИК зграда во Куманово и веќе верувам дека од учебна 26-27 овој проблем конечно ќе се реши, а со тоа ќе се оствари и целта на општина Куманово еден ден всушност нашата општинска администрација да биде токму во тој објект таму каде што ќе даваме комплетна услуга на сите наши граѓани. Почитувани мои сограѓани, почитувани присутни, ова беа дел од информациите кои што денеска јас во својство на прв човек ги изнесов пред вас, пред представниците на медиумите, пред целата кумановска и македонска јавност. Јас сум горд што имав можност и се уште ја водам општина Куманово. И ако треба во овие 8 години да направам една ретроспектива, што тоа всушност мене како човек најповеќе како проект ме задоволи. Ќе ви кажам искрено дека не беше ниту еден од овие инфраструктурни проекти.
Мојот најголем проект како граѓанин и како градоначалник на оваа општина е проектот 2019 година, кога прославиме 5 века Кумано, кога видам на градскиот плоштад повеќе од 30.000 луѓе, кои што веа македонски, албански, српски, ромски, турски, влашки, бошњачки и сите знамења на сите етнички заедници кои што живеат во градот. Но при тоа вее едно наше старо знаме на една држава која што сите ја сакаме и почитуваме. А тоа беше Сојузната Југославија, од каде што никна и се изгради овој наш град. Тоа беше моето најголемо достигнување и мојата најголема радост, бидејќи инфраструктурата се гради и се менува, а со животот се негува во континуитет. Затоа од ова место сакам да порачам, особено на вас младите присутните денес овде и оние кои што ме следат пред младите екрани. Да, следете ги социјалните мрежи, ќе прочитате се и сешто, но првенствено вистината барајте ја во фактите. Да ни е живо и здраво Куманово, да сте живи и здрави сите, и живи и здраво на